како председател. Добар ви ден во уште едно ново издание на Ризници на вкусови. Денес од Охрид и тоа од Вила Бисера, каде што најдобрите вкусови гурмански ќе ги споиме за прв пат со одлично македонско вино, но и со неверојатен поглед и природа. Да видите каде сум ве донел денес. Да то знаете една многу убава македонска успешна приказна во угостителството со поглед од $1.000.000. Она што дознав и она што ме привлече да додам овде, почитувани гледачи, е тоа што луѓето во Вила Бисера секоја вечер организираат врвни вински дегустации за сите туристи од Македонија, но се разбира македонското вино е за сите странски туристи кои што доаѓаат во најубавиот град во Македонија, во градот Охрид. Што се случува на тие вински дегустации кои се ужива, ќе дознаете во наредниве минути. Затоа останете со нас додека уживаме во прекрасното Охридско езеро. Убавини, убавини, убавини. Ајде на здравје. На здравје. Ова ви се вика, драги мои гледачи, царски убавини, розе винце. Морам да пробам, Николина, извини. Одлично. Најнапред да се заблагодарам тебе и на целиот твој тим овде во Вила Бисера за овој топол, како времето пречек, во најубавиот дел на Охрид, во Лагадин, и што имаме шанса да зборуваме за овој преубав објект Вила Бисера каде што сме денес. Ти благодарам. Ви благодарам и јас. Николина, на самиот почеток кажи ми, јас знам, бидејќи сум бил тука и приватно сум уживал во Вила Бисера, но колку време функционира како бренд голем охридски овој објект? Значи Вила Бисера е фамилиарен бизнис кој што трае со години, меѓутоа официјално отворен за продажба на самава букинг страна од 2014 година. Значи сме пречекали илјадници гости. Што домашни, што странски. Државјани, да, македонски државјани. Така. Сега специфично за овој објект, пред се, покрај вашата позитивност, услугата, луѓето се чувствуваат како дома, она што мислам дека мора на почетокот да го издвоиме овој прекрасен базен и овој поглед на Охридското езеро. Дали тоа најмногу ги привлекува туристите кога ја одбираат Вила Бисера за свое летување, сместување? Точно така. Погледот, мислам дека најмногу не продава. Така? Да. И базенчето? И базенот, да, имаме 3 базени всушност. Еден е тука, другите 2 се наоѓаат горе, еден е со солена вода, исто така имаме и отворено надворешно џакузи. Така. Ние сите ќе ги видиме, ти ќе ни ги покажеш и сега просто не знам, Николина, дали е поубаво наутро да се испие кафенце или навечер на зајди сонце се испие винце, што би одбрала ти или туристите што повеќе сакаат, или двете? Двете, меѓутоа можеме да дадеме поголем акцент на винце на зајди сонце. Имаме гости кои што ни доаѓаат и кои што се љубители на вино, така да секоја вечер имаме дегустација на македонско вино. Така, и како реагираат странците кога ќе пробат македонско вино, бидејќи мислам дека по цената и по перформансите Македонија има доста квалитетно вино. Апсолутно, да. Имаме доста гости кои што се задоволни и кои што се залюбуваат буквално во вкусот на виното. И во Охрид. Да, и во Охрид. И во Македонија. Така, Николина, пред да зборуваме за виното и за дегустациите, мораме на нашите драги гледачи да им кажеме нешто и за сместувачките капацитети. Така. Вие имате преубави соби, јас не знам кој ви ги дизајнирал, кој ви ги правил, сега нашите гледачи ќе ги прошетаме, ќе видат што се имате, колку соби имате, какви соби имате и колку капацитет имате, колку луѓе можат да дојдат во Вила Бисера. Имаме 44 соби, од кои што значи имаме стандардни двокреветни, трокреветни соби, фамилиарни апартмани. Исто така имаме и апартмани кои што се опремени со сопствена сауна и џакузи. Тие се најдобрите премиум? Тие се најдобрите премиум, да, делукс. Тие во мое време ги вика председателски демек. Тука председателот дојде, а вие ги викате сега делукс, така? Делукс апартмани. Значи вкупно рековме колку соби? 44 соби, значи од прилика 110 до 120 лица. Да се помошни
Софија и Квебек. Да ти кажам искрено, кога бидејќи сум бил тука и пред тоа, претпоставам дека сега и надоградувано и правено плюс. Меѓутоа, толку убаво, почитувам гледачи изгледа мало, фамилиарно, тако шушкано во природа, кој би рекол дека може толку многу луѓе да смести овој капацитет. Одлично. Кажи ми, од каде најмногу гости имате? Водите ли некоја евиденција, да речеме, кога се во прашање странците, и многу е важно, од каде најчесто луѓето дознаваат за Вила Бисера? Според статистичкиве извештаи, најмногу гости имаме, најмногу доаѓање на гости имаме од Велика Британија, Германија и Турција. Од Велика Британија? Да. Најмногу гости? Да. Германија, Велика Британија и Турција исто така, меѓутоа имаме гости кои што не посетуваат буквално од целиот свет. Би можела да кажам дека 80% од гостите кои што не посетуваат се странски државјани, а 20% се македонски државјани. Ова ми изненади, особено за Велика, за турците знам, тие често се гости генерално, нели, и во Македонија, во Охрид и во Скопје ги има доста, меѓутоа дека имате многу од Велика Британија, е тоа супер показател дека сепак учествувате значајно во развојот на туризмот на градот Охрид и на државата Македонија. Сега како дознаваат најчесто? Имаме нели овие платформи Booking, социјални мрежи, Инстаграм, TikTok. Дали ги работите сите тие платформи? Сите тие ги работиме. Најмногу преку Booking. Најмногу не дознаваат преку Booking, а домашниве гости најчесто преку Инстаграм и Facebook страната. Имаме и официјална веб страна исто така на Google. Така, тоа е многу важно. Сега ние живееме, ти си помлада, во време на овие социјални мрежи многу е битна рецензијата, Google оценката. Колку се трудите да навистина, нели, покрај преубавиот амбиент, преубавата храна, превкусното македонско вино, да бидете, да речам, поблиски со гостите, за да имате позитивна реакција. Бидејќи целиот овој комплекс не наликува на хотел, туку на некое фамилиарно куќиче во кое што луѓето живеат. Искрено, Ќе се напија винцот и зборувај си. На здравје. Здравје. Најдобрите коментари кои што ги добиваме за нашиот објект сте за погледот, шведската маса, за појадокот, да, и исто така и за персоналот. Што многу ми е драго, за љубезноста на персоналот, гостопримливоста на персоналот. Тоа е многу важно. Да. Бидејќи угостителскиот бизнис одејќи јас по многу ресторани, кафеани, хотели, најголем проблем е персоналот. И добар дел од луѓето кои што ги посетувам велат ние сме како едно големо семејство и многу ретко се случува да смениме дел од колку луѓе сте ви овде, од колку луѓе го обслужувате овој објект и дали функционирате како семејство и подолго време сте заедно? Апсолутно, подолго време сме заедно. Ние сме веќе изградени како тим и работиме веќе со години, така да немате никаков проблем. Да. Бројката и таа варира, претпоставам дека кога е летно време во сезона најчесто вработуваме повеќе лица, вон сезона бидејќи работиме повеќе за викенди, се намалува. Дали работите, Николина, 365 дена во годината? Дали во зимно време отворено објектот или се? Моментално не. Не. Бидејќи сте фокусирани на летниот период. Да. Сега моментално е план исто така за изградба на внатрешен спа центар, значи внатрешен базен, бидејќи тоа не го поседуваме, исто така и фитнес, така да се надеваме дека ќе се разработиме малце и за време на зимскиот период. Да. Луѓе мои, да ви кажам, овие луѓе овде се постојано во некакви инвестиции. Јас кога и да дојдам, нешто ново гледам. И сега ова што ми окажува Николина дека прават внатрешен спа центар, поема нема. Филип не ми спомена, но ова е уште еден доказ дека вие постојано вложувате, секоја година има по нешто ново. Ајде им се вратиме на туристите, бидејќи јас многу сакам приказни од гостите. Рече дека ги има од секаде. Паметиш ли некоја анекдота, некој интересен гостин од далеку што дошол, кој што би се вратил, кој што се заљубил во Охрид, нешто да не издвоиш од некој гостин кој што така баш, иако знам дека има многу гости, тешко да се издвои, меѓутоа нешто што ете и вие го паметите во ова ваше работење. Да, имаме доста повратни гости, што многу ми е драго, кои што често се враќаат тука во нашиот објект. Имаме гости кои што буквално преноќуваат по 14, по 2 недели и веќе тие ни се како фамилија, буквално. Како вработени така, да. Добро. Да. Остануваме во контакт и после нивното заминување, многу ни се задоволни, секогаш се враќаат. Веројатно повеќето гостици се стандардни, нели се враќаат. Нормално зависи колку се далеко, има луѓе кои што сакаат и нели да истражуваат, не сакаат да секогаш на едно
на едно место, меѓутоа повеќето гостите се враќаат токму овде во Вила Бисера, каде што е навистина преубаво. Не знам дали можат нашите гледачи да доловат преку мојот колега Александар и мојот колега Стефан што ова го снимаат, но се надевам дека и преку овие фотографии кои што ги емитуваме ќе успееме да им ја доближиме оваа убава охридска домаќинска атмосфера. Сега, Охрид е познат по добра риба, нели? Точно така. Добра храна. Да. Меѓутоа, еве, ни откривте пред да дојдеме дека вие практикувате, особено ако имате големи групи иностранци, да им организирате винска дегустација и да им нудите вино, затоа и ние сме денес овде како некои ловци на вкусови на добро македонско вино. Кажи ми, Николина, како реагираат странците генерално, туристите на тие ваши вински дегустации? Сакат ли да пробуваат различни вкусови? Апсолутно. Да. Им се допаѓа ли македонското вино? Им се допаѓа многу. Дали повеќе сакаат црвено, црно, бело, розе или кој како? Зависи. Да, од нивните лични преференции. Но дали се оние класични потрошувачи ќе земам едно шише па ќе го испијам цело или сакаат да од се помалку да Сакаат од се пробаат? помалку да пробаат. Да, точно така. Така, кој од овие, да речам, ваши туристи најдобро, да речам, реагира на од која држава најдобро реагираат, бидејќи доаѓаат, знам, италијанци, доаѓаат французите, Точно се така. познати, нели Да, по италијанците ни се Да? Реагираат реагираат, на добро вино. Супер, јас ќе ти се заблагодарам. Ви благодарам јас. Ќе ви посакам, Николина, уште долги години вака да се вложувате семејно, да си се ширите, да си имате убави гости, да си се дружите со гостите и да имате на убава успешна приказна, бидејќи ние заедно со нашата екипа сакаме убави приказни и сакаме на цела Македонија, целата македонска јавност да ги покажеме вашите убави успешни приказни. Ви благодарам многу, ви благодарам што ме посетите. Ти благодарам уште еднаш. На здравје. На здравје.